Скопје и Софија праќаат сигнали за подготвеност за можно деблокирање на разговорите од кои зависи продолжувањето на македонските евроинтеграции заглавени поради ветото што го испорача Бугарија. Двајцата шефови на држави Стево Пендаровски и Румен Радев заеднички ќе дадат почит на делото на Кирил и Методи во Рим. Предлогот дошол од бугарскиот претседател. Негов предлог беше од пред месец дена, дали би било добро, јас мислам дека е добро, со бугарскиот државен авион, да ја собере целата делегација од кај нас, од Скопје, да продолжиме, значи мислам дека околу 25 месеци имаме со новинари, се разбира, од кај нас, и нивната екипа од прилика број толку, да отидеме заеднички да учествуваме. Тоа го правиме традиционално, значи тоа не е ново, Кирил и Методи е денот. Заради здравствените протоколи кои важат кај папата, не можевме баш на денот да отидеме на 24-ти, ќе одиме на 26 и 27. Мислам дека е еден добар символичен политички гест од двете страни, малку да ја олабаиме атмосферата во пресет на она што понатаму се разбира ќе престои, разговори, преговори за она што е блокада и сите да знаат. Значи не е целта да преговараме, целта е да чествуваме. Сигурно ќе стане збор, ама тоа ќе биде неформален контакт, муабет. Не верувам дека ќе има, уште не е планирано да има некакви формални разговори, не затоа што е ситуацијата таква во Софија во моментов со службена влада, туку затоа што председателот таму, како и тука, не ги води оперативно тие разговори. Владите ги водат. Пендаровски вели дека неговиот бугарски колега Радев има поумерена реторика од останатите тамошни политички фактори, како што вели се надева на достоинствен разговор како меѓу двајца џентлмени. Паралелно со комуникацијата на ниво на председатели и владата најава интензивирање на контактите со Софија, иако има преодна влада, се со цел наоѓање компромис за прашањата кои Бугарија ги постави како услов за почеток на преговори со Европската унија. Овие денови очекуваме засилен ангажман на португалското председателство, кое што иако не е блиску до Балканот, има многу добра волја и голема желба да стигнеме некако до овој заеднички успех и имаат интерес да ја завршат работата што ја почна германското председателство. Со оглед на тоа што од таму не се сосема најавени јавно активностите, мислам дека не треба да додам повеќе во детали, меѓутоа треба да знае јавноста дека очекуваме засилен ангажман на португалското председателство. Проценките во Скопје, но и во Брисел се дека предстојниот период заклучно со јуни е клучен за деблокада на евроинтегративниот процес и дека треба да се направи се што може за да се искористи. Објаснувањето е дека потоа следат избори, претседателските во Бугарија, локалните во Северна Македонија, но и парламентарни избори во Германија, кои само ќе го забават процесот и дополнително ќе ја заглават земјата во европската чекална. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.